14 години вложува во заштита на децата, конкретно во уривањето на молкот со проблемите околу сексуалната злоупотреба и имплементацијата на заштитата од светската пракса. 17-годишна девојка побарала помош од детската амбасада Мегеши поради секојдневните злоупотреби од нејзиниот дечко. Ја посоветувале да оди на лекарски преглед за проверка на здравствената состојба и веројатноста од можна бременост. По 2 дена повторно се јавила да ги извести дека не е востановена бременост, а стапила во контакт и со Центарот за детска правда. Ова е само еден од 15.000 повици на SOS телефонот на детската амбасада изминатите 14 години. Основачот на Мегеши Драги Змијанац вели дека во нивното постоење успеале да го урнат молкот со проблемите што ги имаат децата. Најтешко може да се решава е педофилијата и сексуалната злоупотреба. Затоа што тоа е еден волшебен круг во кој најчесто децата кои се на улица се жртви на сексуална злоупотреба, детска проституција, детска порнографија. Тие деца се регрутираат од посиромашните слоеви, невработените. Во 14 годишното постоење, детската амбасада Мегеши започна програма за ненасилна разработка на конфликти во средните мултиетнички училишта. Организира акции за подигање на јавната свест против експлоатација на детскиот труд и вклучување на сите деца во образованието. Вела дека државата ратификувала многу конвенции за правата на децата, но сето тоа мора да го имплементира и во пракса. Најголемиот проблем всушност е нејзината имплементација во пракса. И затоа мислам дека главната улога на првата детска амбасада во светот Мегеши е да ги потсетува на овие обврски, да посочува кога се кршат истите права. Децата се посебен народ. Тие не се национални и верски војсководачи. Тие се еден народ кој никогаш не живеел револуција или контрареволуција, ниту пак повел војна. Децата се само деца. Ова е